Здраво, мали принцови и принцеси, добре дојдовте во новата емисија на Супер Звезда. Како што гледате, вашиот водител во моментов се наоѓа во возилото на Супер Звезда и заедно со камерманот Никола Боцевски Боце одиме на местото на настанот каде што Супер Звездите не чекаат. За што станува збор? Денеска Супер Звезда е гостин на Златна Бубамара, каде што одиме да настапиме заедно со Супер Звездичките, со песничките од 2005 година. Уште не сме информирани дали ќе освоиме некоја награда или не, но сепак за нас представува многу голема чест што имаме шанса денеска да бидеме нивни гости и да настапиме на оваа прекрасна манифестација. Раскрсница, лево нема, десно нема возило, продолжуваме напред. Прва брзина, пуштаме кумплунг, газ до даска. Еве универзална сала, драги гледачи, тука значи не чекаат веќе и дечињата и нивните родители. Оваа емисија ќе имаме шанса да ви презентираме на вас нешто што многу тешко може да го видите на телевизија. Едноставно ќе видите како функционира една проба и како функционира бекстејџот на универзална сала во време кога се приготвува една ваква прекрасна манифестација како што е Златна Бубамара. Еве камерата доколку покаже право пред нас, може да видите дека дојдовме до универзална сала и до незиниот службен влез. Сега ќе направиме мала пауза, ќе ги пуштиме рекламите, а веднаш потоа се гледаме таму, почитувани гледачи. Just like an angry child, I kept my feelings locked inside. There were rivers of tears flowing from her eyes. So how did I turn away from the one I love? How could I? When I know what my heart's made of, could this be? Your soul lives inside of me. How could I ever say goodbye? How could I ever say goodbye? How could I ever say goodbye? Еве звездата на македонската поп и рок музика Тоше Проецки, добре дојде во Супер Звезда. Уште малку звездата, уште 1-2-3 години додека не порасна тој околу мене. Не би можел така да кажам. Бара после јас автограм како што кажав. Да, и така ќе биде. Рака на срце. Еве го дечки, Тоше сега може да го гушнете и баците колку ви душа сака, најсилно на свет. Тоше сите го сакаат, сите го обожаваат. Претпоставувам дека Тоше секојдневно се дружи со деца, твоите средби со нив се многу чести. Да. Не само тоа што се дружиш со нив, туку и ги помагаш, правиш концерт, донираш во нивна цел, одиш во домот за деца без родители. Едноставно Тоше е хумана личност. Како се чувствуваш како таков? Па се трудам колку што можам. Се разбира, и јас имам своји обврски, ама во последно време се повеќе и повеќе се трудам да најдам слободно време да им помогнам на сите оние на кои им треба помош. Сега многу луѓе сакаат да бидат Тоше Проецки, а не знаат како изгледа. Тешко ли е да се биде Тоше Проецки? Па ја би им го посакал мојот живот на сите луѓе само без проблемите, пошто има и многу проблеми. Без проблемите би бил идеален живот. Значи се разбира дека и мојот живот има многу тешкоти кои се трудам да ги совладам на некој начин. Значи дел од нив успевам да ги совладам, дел од нив ме мачат секојдневно. Ама музиката ја сакам толку многу да на крајот пред да си легнам ги заборавам сите проблеми, секој ден ми завршува со добра музика или во студио или значи доволно ми е да слушнам, да чуем добра музика и легнувам мирен. Иште едно прашање за Тоше. Тоше еднаш како беше мал имаше и 5, и 6, и 7, и 10 години и Тоше беше дете како и ние. Што сакаше да биде тоа Тоше? Дали од секој сакаше да пее или имаше и други визии на времето? Да ви кажам искрено, сакав да видам доктор, ама таа желба се изгуби некаде во 9-та, 10-та година, откако татко ми примети дека сум доста надарен музички. И од
тој момент одлучивме да бидам да го работам тоа што го работам ден денес и верувајте дека сум среќен. Татко ми го направи правиот избор. И Тоше? Јас бев тогаш многу мал да одберам самиот, не знаев што сакам, ама ете затоа се тука понекогаш родители. Тоше не погреши што го послуша својот татко. Браво за Тоше, да си жив и здрав. Фала ти многу. Чао за Тоше. Повторно среќаваме Тијана која на сите овдека ќе ни даде по еден прекрасен холограм за сите супер звезди. Тијана нема каде не може да ја сретнеме. Тијана сега вака ме интересира. Па исто и твоите супер звезди би можела да кажам и да изјавам дека нема кај ги нема. Нема вистински. Значи страф ми е фрижидер да отворам кога ќе дојдам во Скопје, од фрижидер да не ми излезе. Да не скокне нека од супер звездите. Прекрасни сте деца. Талентирани и прекрасни. Те гледаме и значи на кабловските програми што ги имаме, значи на Века Пинкертес, на сите тие. Каде живееш ти, во Скопје или во Белград? Јас живеам сегде, живеам во кола и во авион во главном. Многу луѓе ја сакаат Тијана, многу деца ја сакаат Тијана, многу деца сакаат да бидат како Тијана. Како и на Тијана во кожата на Тијана? Па од време на време кога ќе ја сретнам Тијана и ја прашувам како ти е во кожата твоја, убаво ми е. Исполнета сум, среќна сум, задоволна на секој план. Уште едно бебенце да родам и се ќе биде потаман. Господ да го даде најубавото за тебе. Биде здрави Боже. И уште едно прашање за крај. Тијана беше исто мала некогаш одамна. Јас ја знам каква беше, сакам самата да каже. Тогаш ти беше Бранко Коцкица, односно Бранко Коцкица беше ти. Да. И дали беше мирно или немирно дете Тијана? Дома бев ужасно немирна, а во јавноста бев како бубалче. Еве ги супер звездите те сакаат, те слушаат, чекаат. Имаш ли да им порачаш нешто, нека советот? Ништо, само да ги слушаат мама и тато. И Дарко нормално, природно, како? Без Дарко не ја била работа, гледате да гледачи како треба. Да сте живи, здрави, весели и среќни и да го работите тоа што го сакате и цврсто да стоите на своите нозе. И никој ништо не ме слуша што правам ја муаве цел. Ајде да се гуштаме и бациме сега Тијана за крај. Фала Тијанче, фала и многу што не беше гостинка. Не само што слушаме него, а сакаме, гушкаме и бацуваме нашата најпрекрасна, една и единствена холограм издание Тијана. Бацување, гушкање, сакање. Чао, драги. Чао.
je zaborac. Bacon, fork and serva as, ker te smačkam ja za čas. Ovoj pasti nema spas, posle serva sledi as. Bacon, fork and serva as, ker te smačkam ja za čas. Ovoj pasti nema spas, posle serva as. Eve prilika za pesma prava, dobra muzika i zabava. Eve prilika za pesma prava i za zabava. Така гледат девојчињата, штом засакаат во срцињата. Така гледат сончињата, кога летат во облачињата. Мене бегај ти од мене, зашто џабе ти е се, штом звездите така решиле, љубов ни напишале. Филип Скопјанецо, Мило Сиранецо, секогаш Филип е толку фер. Филип Скопјанецо, Мило Сиранецо, кога одиме на плейлисте. Деј, деј, дејале, деја, дејале, канаричиња се развејале. Деј, деј, дејале, деја, дејале, сите дечиња се разбудиле. Неќам поп, не сакам ни техно, слушам само диско музика. Неќам рап, ни хип-хоп, сакам метер фолк, сакам само диско музика. Возбудува, возбудува, ритмот не вали, излудува, излудува. Срцата ми гали, 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 гали. Малечок су ме обвинува, не ми верува. Малечок су мене ме бара, за да ме кара. За време на пробата на Златна булевара, драги гледачи, овдека се наоѓаме пред микс пултот. Дејана, како ти изгледа тебе оваа справа? Па многу чудно. Многу комплицирано, сврти се само кон гледачите да им кажеш што има на неа. На неа има безброј копчиња кај што можеш да забориш на која си притиснал и да ги броиш поред сите. Мене батковци ги тука покрај мене се наоѓаат на вас страна и точно знаат на кое копче треба да притиснат, на кое копче да не притиснат. Значи за оние гледачи кои што виделе ваква направа, не знам за што служи, ќе кажеме дека на секој од овие потенциометри се наоѓа некој инструмент, некој микрофон, така да оние вистински инженери на звукот кои што знаат и ја познаваат работата на микспултот може да направат вистинска прекрасна хармонија за нашите уши, па сите ние што се наоѓаме у публика да уживаме за времето на прекрасната представа. Напорно ли беше денеска на пробата, Дејана? Не, супер беше. Како си помина ти со твоите другарчиња? Најубаво од секогаш. Кого го запозна денеска овде? Тоше Превски. Направивте заедничка фотографија, така ли? Да. Добар ли е како што го замислуваше, таков е или не е? Таков е. Ајде му пратиме се пак нешто одовде, дали? Ете го, Тоше таму некаде на сцената сега пробува, драги гледачи, овдека во близина се наоѓа една многу интересна личност да ви ја представам Маја Вукичевиќ. Здраво за Маја, како си? Здраво, Даре, супер. Да, и Маја, драги гледачи, можеме да ви кажеме дека сме другари некаде од 7-8 одделение, од кога се познаваме? Тука некаде. Од прва година средна, така Значи мислам. заедно растевме, може да се каже. Сега тука е многу интересно што Маја на пробата дојде поради една голема звезда која што пее во Супер звезда, а тоа е Гораст. Гораст дојде да те видат гледачите, да направиме да пукне. Ево Гораст Грмашковски. Гораст, како си? Супер. Денеска кој кого шета? Ти ја шеташ мама или она те шета тебе? Оно мен. Кажи ми, после настапот твој на Супер звезда и песничката што се емитуваше во програма, има ли реакции? Те гледаат ли девојчињата на улицата? Те препознаваат ли? Зеза. Навистина зеза. И морам да кажам дека му е песничката многу слушана, има девојчиња кои многу го сакаат, викаат по него, еве го Bad Boys.
Еве го Bad Boys, така во парк викаат. Он е многу фин и многу скромен, секогаш е така и минатата година беше на фестивалот таков, затоа е скромен и затоа он таков е, инаку јас имам многу позитивни реакции и коментари за неговата песна. Е сега откако и двајцата сте популарни и мајка и син, двајцата ви има на телевизија постојано, што може да се каже кој е попопуларен? Па можам да кажам дека не можам прво да измерам кој е популарен. Гораст е најголемата звезда. Немерливо е поголем од мене. Тој е најголем на мама звезданството е тоа. Еме како мама го бацува Гора, бацување како Гора се бацува мама. Прекрасна и ретка гледка, драги гледачи, ги видите. Значи мајка и син еве у Суперзвезда премиерно. Еве јас ги се бавам маца. Ете така. И морам да кажам на вистина дека сите рефрени ги знаме од Суперзвезда, од почеток до крај ги гледаме, ги следиме и честитки за фестивалот уште еднаш морам да ти кажам и ти благодариме ние како родители што не ги чуваш дечињата. Фала да сте живи и здрави и се гледаме во следната публика. Фала ти Маја. Чекаме даре и едно твое детенце таму да застане. Кога Господ ќе дај, кога ќе дое време, ќе имаме и такво некој на сцената да се надеваме. Фала уште еднаш, ви посакувам се и се гледаме во сите наредни прилики. Пееме ли вечер Многу Маја? награди, не. Денеска сум, да, 5 звездата. 5 звездата, а мама ќе биде во публика. Се разбира. Има ли нешто поубаво од тоа? Не. Фала ти Маја, поздрав. Turn away from the one I love. How could I? When I know what my heart's made of, could this be? Иако го чекавме, не се појави на генералната проба, не знаеме што го спречи во тоа. Еве го до мене Филип Качулски. Филип, здраво. Здраво. Абе, кај беше ти на пробата? Сите те чекавме овде Суперзвездите се нервираа, викаат Филип, него го нема. Што правеше ти? Се облакав многу и дома сите се облакаат да одат. Се изнаоблековте вие, па од кај доаѓате од Северен пол? Толку многу се облакавте? Не се облакавме, побивме до продавните да купуваме некои галишта таму. А ти сакаш да бидеш модерен и дотеран се вече. Да. Затоа не стасавме на време на генералната проба. Е фризер, И фризура правевме дене. ама ја не. А ти не, кој правеше фризура? Моите сестри две и мајка ми. А, сестрите две и мама. Добро, во секој случај, еве го, драги гледачи, веднаш кај до мене се наоѓа Филип Качулски, момчето кој што задосни на генералната проба, но тоа нема да се случи на настапот вечер, така? Да, Во колку саат се наоѓаме тука? во 7. Во 7 часот и 30 минути на службениот влез на Универзална сала. Се гледаме таму, драги гледачи. 19 часот и 30 минути, драги гледачи, како што кажавме, суперзвездите во ова време се собираат овдека, еве го службениот влез на Универзална сала. Значи вечерва, како што гледате, е преполно, многу звезди доаѓаат овдека, но и обични посетители. Еве да видиме едни две прекрасни девојчиња, сретнувам овде, едната се вика Моника. Здраво Мони, а втората Стефани. Стефани. Моника, колку години имате вие? 15. 15 и Стефани? 14 и пол. 14 и пол. Е, сега, што ќе правите вие вечера овдека во Универзална сала? Ќе пеете, ќе играте или ќе бидете во публика? Па манекинки сме и Значи, модерното студио Црно крак. Ете така, и вечерва имате овдека настап. Бумарички. И ќе делите бумарички. Да. Значи ќе бидете дел од програмата. Да. За кого навивате вечерва? Ако ги ставиме, например, во конкуренција Суза Спасовска, Благица Петровска, Јонче Христоски и Тоше Проевски, за кого ја давате вашата златна бубамара? За Тоша Проевски. И јас исто за Тоша Проевски. Да сте живи, здрави, се гледаме тогаш на сцената внатре. Таа што ќе биде најголема и најубава со оваква, ќе ни ја даете на Суперзвезда. Договорено? Да. Фала ви, поздраво. Еве, драги гледачи, да видите како изгледа сцената, уште неколку минути има до почетокот на самата бубамара. Овде како што гледате сцената, сценографија, спонзори, слични работи, све. Тука се и камерманите. Ние ќе им мафнеме, тие ќе ни мафнат. Еве ги, ни мафнат, добро, одлично. Они се спремни, супер. Ова е значи пултот каде што ќе доаѓаат пејачите, изведувачите, оние сите што треба да ги примат наградите, ќе доаѓаат токму на ова место овдека. Еве има некакви најави, некакви текстови кои тие ќе ги читаат, јас не смеам да ги пипкам, а ова, драги гледачи, се скапоцените златни бубамари кои ова година ќе им бидат доделувани на најдобрите во разни категории. Може да видите како ти изгледат, така да се е спремно, а публиката пак се наоѓа од другата страна. Може да видите публиката се наоѓа од оваа страна, се уште не се дојдени сите. Ова е кран камерата, како што гледате таа лета во воздухот, значи ќе не сликаат од сите агли, од лево, од десно, од горе, од доле, дури од небо. Така да златна бубамара е подготвена, може да почне, да видиме сега што се случува позади сцена. Одиме тамо, камера по мене.
ненадминливиот еден и единствен, дами и господа, еве го се загрева овдека во соблекувалната пред својот настап. Станува збор за Зоки Џорлев, а не било кој друг. Џорлев, драго ми е што ќе ти имаме со малите дечиња да те видиме во Супер звезда. Подраго, супер. Малку само се повлечам вака поназад, да можат на светло да те видат колку си убав, фин и симпатичен. Еве го, значи, Зоки Џорлев. Оние деца кои што сакаат да свират виолина, што треба да направат? Еве сега ти си тој кој што ќе им кажеш, како мал. Што правеше ти? Прво треба да имаат голема желба. Значи, желба за да може да имаат после желба за да вежбаат. Така? Затоа што без желба не може да има желба ни за вежбање, нели? Како Нормално. му доаѓа вежбање? Тоа е нешто с клекови или какви работи се вежба? Клекови на виолина. Нели, обично имаат сите верзија спрема виолината. Меѓутоа, виолината е инструмент кој е наречен цар на инструментите, кој може да се вклопи секаде. И сега одиме со некоја едукација во МБУЦ на децата. Имам оркестарче кој специјално ќе те поканам. Ќе имаме промоција за денот на пролета, составена од 26 виолини. О, прекрасно. Така да ќе биде специјално покана да ги Хор од донесеш виолини, твоите цвестички. лудница од Така. виолини, супер. Супер. Значи, оние кои што сакаат, можат да се обратат во МБУЦ, а може да те најдат и тебе. Така. И можат да се консултираат, да видат едноставно виолината не е инструмент со кој што може некој да си баш игра. Ако се почне да се свири, тогаш се засакува и се свири цел Се живот. свири цел живот. Баш така. Зоки Џорлев, драго ми е што беше дел од Супер звезда. Те гледаме и те чекаме да те видиме долу на сцената. Фала. Фала и на тебе, поздрав, чао. Се наоѓаме во една ќоше во универзална сала каде што имаме направена прекрасна режија. Ова е пултот од каде што се раководат сите овие камери, драги гледачи, како што може да видите има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не знам, околу 50 на камери на сите страни овдека низ универзална сала. Ова е таа миксета и овдека се момчиња и девојчиња кои што се обучени да ја водат таа работа на крајот, знаете, кога ќе заврши некоја емисија, она што излага тој текстот на црна позадина со бели букви што го викаме ние Кајрон, Крол или слично. Сите тие се напишани таму, овдека е гужава моментов, како што гледате тука се наоѓаат најавите. Еве го и моето име, овдека Дарко Мелковски го пишува некаде, Супер звезда настап, значи се е предвидено, не се остава простор да има нешто што може случајно да се случи. Тука се наоѓа и Дики, еве го тој овој дечко овде со овие слушалици, да го покажеме на Супер звезда, да го поздравиме, да го прашаме дали е све подготвено за вечера. Се. Шоуто може да започне. Може комплетно, без никакви проблеми. Одиме да видиме што ќе се случи вечера. Влегуваме директно во холот универзална сала, тоа се наоѓа токму позади оваа завеса. Еве како што гледате, тука е Анета од МРТВ. Ја познавате од емисијата Пулсирање и некои други емисии водеше потоа. Прави интервју со Тоше Проески во моментов. Ние ќе го прескокнеме овој момент, бидејќи со него разговаравме при искуство и камера може да го покаже да видите каков е дотеран, среден, облечен, треска на пробата не беше ваков. Еве го Филип, како си ти? Добро. Што прави, што чекате вие тука сите? Ние чекаме Тоше. Што чекате, да? Да почне да говори и што да му правите на Тоше? Да го се гушнеме. сликате со Тоше. Ајде камерата од оваа страна да дојде да видиме сега. Тоше Преска се сликавме еднашка, сега значи доаѓа момент кога треба да се слика муштинашка. Еве го Тоше, еве ги Супер звездите. Еве, овдека да видиме гушкање, сакање, бацување, селикање. Нема да имаме многу време за гушкање, ќе мора да бидеме и ние кратки, бидејќи секој момент очекуваме да почне манифестацијата, па ќе мора да одиме во публика. Во моментот веќе кога започнува Бува Мара, овдека дојде да не охрабри и да не окуражи нашиот уметнички директор Александар Митовски. Александар, како си? Здраво, супер. Имав прекрасен пречек овде. Екипата наша е тука, значи Супер звезда е Гушкање, тука. бацување се. Се изгушкавме, се видовме сите. Многу се пораснати од минатата година, Апсолутно да. многу. И ти си дефинитивно. пораснат исто така, пораснат ли ја? Да. Пораснат и исто и јас, гледате кога сум толкацок бев. Да. Навивам за нив. Ова што ќе се случи вечерва е многу битно за Супер звезда, за целата манифестација, за нашиот фестивал, за нашата емисија, така да мислам дека сите живеат и не спијат поради ова денес. Апсолутно. Да, ни е жив и здрав нашиот уметнички директор. Фала му на Александар.
Одиме сега, одиме, јас одам во салата, ви одите онаму кај што се договоривте. Поздрав, се гледаме подосна. Чао. Меѓу сите овие гости вечер овде на Злато Булевара, драги гледачи, еве едни од најславните К15, меѓу нив Љупчо Бубокаров. Добре дојде во Супер Звезда сега. Добре дојде во Супер Звезда. И веројатно сакаш да ме прашаш што сакам да станам кога ќе бидем голем, ако бев мал, така? Така. Еш како читам мисли. Прва цел ми беше кога бев мал да станам голем. А сакам да станам малку поголем, затоа што мислев чим ќе станам малку поголем, ќе станам Супер Звезда. Сега на некој начин може би успев да станам звезда, ама не ми успеа да станам Супер Звезда затоа што тогаш ја немаше емисијата. Љупчо, ти благодарам за прекрасното интервју. Ако ме примете во друштво, можам сега да речам дека со вас таму сум Супер Звезда. Си, ти си у наше друштво. Фала ти многу. Поздрав до тебе и цела К15 екипа. Чао, се гледаме. Уште само неколку секунди до официјалниот настап на Златна Булевара. Еве ги Супер Звездите во ново издание. За разлика од она што на пробата можете да не видите така регуларно облечени како за под дома, кој во тренерки, кој во пижами. Сега какви сме? Супер! Најубави на светот дотерани, да видам кој е шминкан тука. Кој си правеше фризура? Јас. Браво, прекрасно изгледате. Вакви сакам да им пратиме бакнежи на нашите драги гледачи, да им кажеме да очекуваат каков настап. Прекрасен. Драги гледачи, ќе имаме невиден настап. Ние овдека не дојдовме само да настапиме, него овде супер да си поминеме, публиката да скока, да игра, да танцува, да се радува. Така да сега ние ќе заземеме позицијата, а камерата ќе застане од другата страна, од каде што ќе може да го сними настапот на Супер Звездите. Договорено? Да. Уште еднаш да им пратиме многу бакнежи за сите што ни гледат и да им кажеме дека ќе биде нешто невидено, спектакуларно, нешто што го може само Супер Звезда.
авторот на емисијата Дарко Мијалковски. Најпопуларна детска емисија Супер звезда. Аплауз. Супер звездите кажа се што требаше јас да кажам. Почитувани дами и господа, ги гледате најпрекрасните деца на светот. Драги супер звездички, оваа награда ја освоивте вие. Да сте ви живи и здрави. Мали прицови и принцези, имавте шанса да видите што све се случуваше значи во универзална сала. Еве Златната Буламара која супер звезда ја доби за најгледана детска емисија значи во 2005 година. Им благодариме уште еднаш кај нашите пријатели Радио Бубамарци кои што ни ја доделија оваа награда која што вистински многу ми значи мене и на сите супер звездички кои што со години правевме супер звезда да стане таква најгледана емисија каква што денеска беше прогласена. По 2 часови луда и незаборавна забава, супер звездите и гледачите и сите оние кои што беа денеска овде дојдени како учесници на оваа годинешна 9-та поред Буламара. За мина можете да видите дека одека во холот остана уште само малку луѓе, така да заврши Златна Буламара на популарноста, завршува и оваа емисија на Супер звезда. Ви благодарам што бевте со нас, ве сакам, чао, пријатно и до гледање на сите. Чао.